За само една недела, односно втората недела од 2025 година, во Штип се регистрирани 22 случаи на групни пријави за заболени од грип или заболувања слични на грип, се вели во денешната писмена информација од Центарот за јавно здравје Штип. Во него се наведува дека во однос на возраста, 17 лица се на возраст од 15 до 64 години, 4 заболени лица се пријавени во возрастната група над 65 години и едно лице кај деца на возраст од 5 до 14 години. Не се регистрирани заболени лица во возрастната група од 0 до 4 години. Почнувајќи од 40-та недела, заклучно со втората недела од 2025 година, во општина Штип се пријавени вкупно 40 случаи на групни пријави за заболени од грип или заболувања слични на грип. Се забележува зголемување на бројот на заболувања слични на грип, кој се уште е под неделната граница за сезонска активност. Согласно овие податоци, во општина Штип има низок интензитет на вирусот на грип со регистрирана спорадична активност, информираат од Центарот за јавно здравје. Лекарите велат дека најризична група се повозрастните граѓани, но и луѓето со кардиоваскуларни заболувања и пациентите кои имаат проблеми со дишните патишта. Токму на нив е ставен акцентот овој период, кога грипот зема замав од истиот може да биде и животозагрозувачки. Во сезоната на грипот најзагрозени се сепак луѓето со хронични кардиоваскуларни проблеми, луѓето со проблеми од дишните патишта, значи со болести од хроничен карактер, како и другите болни кои заради својата возраст имаат по неколку коморбидитети, односно по неколку болести, исто така се во групата која се загрозени. Грипот од искуството наше во минатите години, кога е имало големи епидемии, навистина ги загрозува и е животно загрозувачки за оние со потешки форми на хронични болести. Ние даваме приоритет на луѓето со кардиоваскуларни заболувања кои доживеале срцеви удари, кои имаат хронична слабост на срцето и слични заболувања, како и луѓето со астми, бронхитис и слични заболувања на белите дробови. Граѓаните да водат грижа за сопственото здравје советуваат докторите да се избегнува групирање. Во случај кога треба да се посети амбуланта, препорачуваат да се носат заштитни маски. Да, посебно треба тие да избегуваат групни собирања, не само во амбулантите, секаде да ги избегнуваат групните собирања и да внимаваат кога ќе имат болен член во фамилијата, да се изолираат, а и кога ќе одат во здравствените установи каде што се најголем број од болните, да носат заштитни маски, бидејќи тие што се ризик фактори, тие што се болни всушност треба да ги носат заштитните маски за да се поштедат и себе и другите. Пикот на грипот се очекува кон крајот на овој почетокот на наредниот месец, па токму затоа се препорачува поголема грижа за сопственото здравје, како и консумирање на витамини и чаеви.